Ако не гледа од негде му се плаче. Често велиме, во Македонија, во Скопје да ги имавме овие работи или тие работи, колку ќе беше убаво. Ајде да видиме што всушност имаме. Само замислете како нација, како држава, во центарот на нашиот главен град да имавме една многу модерна железничка станица, една од ретките висечки железнички станици во Европа, направена на една долга платформа бетонска и мост долг, речиси 2 километри, изградена пред околу 45 години и да биде проектирана од еден од најдобрите светски архитекти Кензо Танге. Имаме. За почеток околината изгледа постапокалиптично. Ете, на асфалтот имате дупки, длабоки, добри 10-15 сантиметри. Околината тука си има некаков кауч. Хигиената во околните тремници е едно мизерно, навистина едно катастрофално ниво. Државното знаме избледено, тоа што е црвено на кривите е веќе сиво. Хигиената доле и на столбовите. Изгледа како железниска станица на некој напуштен град. И горе на платформите работи кои што можеле да бидат уништени се генерално уништени. За хигиената тоа е стандардна приказна. Се што може да извалкаме, ние го валкаме. Како да не е наше. А најтажно е што тоа што е туѓо го чуваме, а нашето не. Сигурен сум дека некој од соседните држави да имаше ваква железниска станица, ние сите ќе завидувавме, пред се заради тоа што секако ќе беше среден и ќе работеше како што треба. Прекрасно е тука од озгора на оваа платформа како е осмислена да влегуваш во центарот на градот со воз и практично да имаш панорама на самиот град. Навистина, не за џабе Кензо Танге бил еден од подобрите светски архитекти, меѓутоа како успеавме за овие 30 на години и ова да го уништиме, тоа е едноставно однемање елементарна љубов кон државата и претпоставувам за нешто ситно ако може да се издрпа некој од ова. Тоа што ќе пропадне македонски железници, тоа што треба да биде наша гордост е претворено во наш срам, тоа апсолутно никој за тоа не се грижи. Сосема сум свесен дека да се смени оваа ситуација треба навистина многу време, меѓутоа мора да се почне од негде. Тоа што некогаш беше гордост и на Скопје, па и на тогашна Југославија, сега е во тажна состојба. И повторно ќе кажам, може сум здодевен веќе на сите, меѓутоа за ова не ни е крив никој, ни бугари, ни грци, ни албанци, ни срби, ни Том Круз, ни масоните, ни Ватикан, ни демократите во Америка. За ова сме си виновни самите ние и за тоа што не успеавме да изградиме однос кон нашето. Уште еднаш ќе кажам, тука никој не се грижи за ништо, кога ќе отидеме во странство, ги почитуваме и правилата, се воодушевуваме на нивните објекти, на нивните фасади, на нивните градови, на нивната инфраструктура, на нивниот систем. А кога ќе дојдеме во Македонија, тука едноставно сме моментално населени на една недефинирана територија, некои викаат Македонија, меѓутоа тука можеме да си правиме што сакаме, почнувајќи од најгоре па до најдоле. Тоа е нашиот систем кој што ќе мора да го менуваме, ако сакаме. Од источниот излез е транспортниот центар и по ку знае кој пат видите тука хигиената. Сите оние кои што доаѓаат во Скопје излегуваат од оваа автобуска станица најчесто и ова е тоа што го гледаат. А кога не е срамота, ако не гледа од негде му се плаче. Замислете само како би било пред собранието на сопствената држава Македонија да имавме, да речеме, еден мал споменичен комплекс и спомен плоча направен 1988 година за децата бегалци од Егејска Македонија. Граѓанската војна во Грција, околу 20.000 деца се раселени македончиња. Замислете да имавме пред нашето собрание такво нешто. Да, и тоа го имавме, меѓутоа и тоа го украдоа. На 40 метри од собранието на Македонија. Наместо вода во фонтаната, ѓубре и лисја.
И сега само замислете, на 10 метри од зградата на суверена и независна Македонија, да имавме една убава бронзена биста на народен херој кој што загинал за Македонија, чија што смрт е опеана, да речеме, во песните на Ацо Шопов, а бистата да изработила незината сестра, која што на времето била една од најпознатите скулпторки во Југославија, жена која што го преживеала и Аушвиц. Сега сестрата на Вера Јоцич, чија биста е украдена, го преживеала Аушвиц, меѓутоа незиното дело не преживеа нас, односно Скопје. Тука беше бистата на Вера Јоцич, народен херој. Сега тука нема ништо. И да биде уште победно, со фломастер е пишувано незиното име тука. Тажно. Само замислете колку би бил убаво ние македонците во срцето на нашиот главен град да имаме трговски центар, еден од најстарите отворени трговски центри во Европа и најстар трговски центар во поранешна Југославија воопшто, да биде супер модерен, да биде отворен 73-та година, да речеме, и толку сите да се воскитувале на него, што дури и светски политичари кои ќе дошле во Скопје, пример Маргарет Тачер, доаѓала да го види токму овој наш архитектонски бисер, градскиот трговски центар. Имаме и тоа, ама и тоа го расипавме, погледнете. Овој трговски центар ги живее едни од своите најтешки денови. За жал, голем дел од дуќаните се веќе затворени. Овој простор повеќе не е атрактивен за никого. Се сеќавате порано дека тука сите дуќани си работеа, сега не. Ќошињата се со урина, мирисот е многу лош. Уште урина на ГТЦ. И уште плочки искршени. На многу места покривот е уништен, се гледа буквално инсталација, виси надоле. Порано и државното знаме беше тука, еве се и гледате јарболите бутнати на земја, знамето тргнато. Како под окупација. Подот на многу места уништен комплетно. Пред неколку години требаше тука некаков лифт да се прави и поради тоа срушија дел од фасадата на градскиот трговски центар. После 6-7 години таа си останува срушена, никој не ја поправа. Слика за нашиот однос. Како што кажав, така бил осмислен градскиот трговски центар, што имало дел посебен каде што треба да влегуваат автобусите на јавното сообраќајно претпријатие и сите оние кои што сака да го посетат трговскиот ги носи директно тука. Погледнете. Тука влегуваше автобусот број 50 и ги оставаше сите оние кои што сакаат да влезат. Денеска и тоа го неаме, а го имавме. Зошто? Треба некој друг да одговори. Див паркинг лабава. Трговскиот на многу места се распаѓа, дефинитивно ги живее своите многу тешки денови. Еднаш беше спасен од да го направат барок некој ужасен, меѓутоа не успеавме да го спасиме од самите себе. Тука се е затворено и уништено. Многу тажна слика. Само замислете да имавме таа среќа како народ во главниот град, да имавме чаршија стара, изградена, да речеме, негде околу 12-тиот век. Да биде вистинска туристичка мека, сите оние кои што ќе сака да го посетат Скопје, да доаѓаат токму во оваа чаршија. И тоа го имаме и еве што гледат за да стигнат до тамо. Видете го влезат во чаршијата. Национална галерија, Министерство за транспорт и врски, споменик на Филип, и еве го влезот. Погледнете го оваа ѓубришта. И вака е со години. Значи сите туристи место додат по една нормална патека, шлапкаат по ова. Се живо искршено. И ова е главниот влез тука во чаршијата и сите го гледаат ова. Не сме сиромашна држава да не може да се го направиме, ова е едноставно дека не си го сакаме своето. Влезот во чаршијава е како на бојно поле. Срамота. Замислете да немате многу места каде што туристите сакаат да дојдат, или една од тоа да е чаршијата и вака да ви изгледа главниот влез на чаршијата. Ето толку сме немани и толку не си го сакаме своето. Може би го мразиме.
И сега замислете, во Скопје, во главниот град на Македонија, во источниот влез на градот, по еден убав голем булевар наречен Александар Македонски, да имавме направени едни подземни пешачки премини според сите стандарди, кои што по примерот на другите европски градови ќе беа едни убави, чисти, осветлени, со мини галери премини и пред се ќе бидат многу безбедни за сите пешаци, кои што ќе сакат да го поминат големиот булевар, да не мора да претрчуваат преку самиот коловоз. Дали имаме такви? Да, секако дека имаме, меѓутоа видете во што се претворени. Овој премин разбирливо никој не го користи, миризмата е просто неверојатна внатре, на јавен тоалет мириса. Архитектонски видите колку убаво е решено, с убави отвори, кој што практично има природно осветлување самиот простор. Меѓутоа, внатре е катастрофално. Во овие отвори, вакви слични отвори, во слични подземни премини во многу европски градови, сум видел дека се претворени практично во мали галери. Замислете, тука има некоја слика или некоја мала скулптура или, например, предмети кои што ги изработуваат децата од околните основни училишта, со едно стакло тука од озгора осветлено. Замислете како би било еден прекрасен објект. Дали државата или градот е толку сиромашна за ова да го направи? Секако дека не. Дали немаат интерес? Да, немаат буквално никаков интерес. И уште нешто, не е единствен, имаме и други на истиот булевар. Сличен ваков премен има и буквално пред општина Газибаба, чиј двор изгледа као некоја напуштена фабрика од 70-тите години, ама тоа е друга приказна. Булеварот и е уште еден подземен премин, исто така кој што е во катастрофална состојба. Се оставаме да се распаѓа. Состојбата на таванот, се тука што имало дуќанче е затворено, ништо не работи практично. Хорор. И многу интересно е што овој подземен премин се наоѓа буквално на 100 метри од Eastgate Mall, каде што има огромна циркулација на луѓе. И замислете ова ако се направеше, ако се реновираше, ако се отвори некои тука мали продавнички, ако се осветлеше просторот, колку ќе беше за атрактивно за сите оние кои што доаѓаат во овој трговски центар. За жал, ние не успеавме ни скалите да ги средиме, а не за нешто повеќе. Тоа е уште еден доказ за тоа колку немаме визија, а според мене колку не се замараме воопшто за тоа што е наше. И се замислете во Скопје, во главниот град на Македонија, во ера кога светот претрпува големи кризи, кога имаме војни кои што пред неколку години мислевме дека се незамисливи, кога сите сериозни предсеевропски држави се подготвуваат за најлошото можно сценарио, кога се чистат засолништата, кога се прават резерви и се обновуваат капацитетите кои што треба да го заштитат населението. Ние да имаме практично во центарот на градот на повеќе места изградено засолништа поред сите стандарди. Некој вела дека тука има и атомски засолништа, што треба да служат за да се заштитат граѓаните, не дај Боже, од лоши ситуации. И тоа го имавме, меѓутоа видете во што го претворивме. Еве ги нашите засолништа, дел од нашите засолништа. Наместо да се средат, да се исчистат, да се означат, ние добивме гениална идеја и успешни сме во тоа, ги наполнивме со ѓубре. Седиште од пунто ако му треба на некој. Погледнете. И овие призори, практично меѓу општина Газибаба, општина Чаир и општина Центар, значи практично во центарот на градот, овие слики со депонии покрај засолништата доаѓаат после сите акции за чистење и по сите ветувања дека сликата во градот ќе се промени. Дали е променета, јас нема да коментирам, сите сте доволно елементарно писмени, интелигентни, а оставам тоа вие да го оцените. Македонија 2026 година. Погледнете. Сега кога конечно имаме сопствена држава, можеме сами да се грижиме за своето и тоа е најголем подарок или најдобар комплимент за еден народ. Меѓутоа, многумина велат дека моментално Македонија е под окупација од нас самите и од нашата неукост и од нашето немање љубов вистинско кон државата, односно сме класичен пример за тоа како не треба да се сака и како не треба да се почитува една држава.
Меѓутоа, како што ќе поминува времето, мислам дека и тоа полека ќе го учиме. Замислете да имаме држава која што сите ќе ја сакаме, замислете таа држава да се вика Македонија и сите заедно сложно да работиме за нашето подобро утре и за нашата иднина под небото.